Шарена револуција поради гнев од владините црнила. Црвенеат спомениците од лудоста на владата. Нихилисти и хулигани одговараат сендвич протестантите. Деградација на политичките елити, пишуваат колумнисти. Дали не поклопи колаборационалната тишина? Докаде ќе оди деградацијата на социјалниот амбиент? Како се формира психологија на молки страв? Кој, како и кога ќе одговара за криминално здружување? Три дами на креативна мисла: Синоличка Трпкова, Донка Барџиева Трајкова и Румена Божаровска. Вечерва со Александар Чомовски. Прв пат се чувствувам како Султан Сулейман. Покрај овие три дами, поканив уште две дами кои имаат опонентски становишта за истите прашања за кои вечерава ќе разговараме. За жал, не добив повтор пат потврден одговор. Но тоа оставам на тие што ги канам и на вас да проценувате дали, например, интелектуалците се уште молчат или клиентелизмот е толку длабоко всаден во нивните джебови и во нашите умови што е илузорно човек да ги кани. Значи, мој вечерашни гости уште еднаш: Синоличка Трпкова, универзитетски професор и актер, Румена Божаровска, универзитетски професор, и Донка Барџиева Трајковска. Сите го предизвика моето внимание поради континуираните критички обсервации и најновите колумни. Например, последната во 16:48 од Синоличка Трпкова. Кога го прочитав, мислев дали е тоа реакција на Зоран Заев контра Зоран Ставрески, например. И вели: ние не извезуваме, не продаваме никаков производ кој може да наполни каса буџет. Ние сме држава на заеми, даноци, казна и извршители. Кога ова го пишувате, го имате и во видеозапис како мала драмолетка или како можен синопсис за филм, Синоличка? Го живеам. Да? Го живеам, да. Го живеам. За жал, семејството ми е составено од различни профили на професии и имам можност да дзирнам во секој сегмент од живеењето. Обкружена сум со млади студенти. И сето тоа говори дека Македонија едноставно не е одржлива земја. Ние не можеме да се одржиме затоа што ние ништо нити произведуваме, нити извезуваме, нити продаваме и никој од нас не се запрашал од каде доаѓаат платите. Ако имаме 200.000 администрација, ако имаме толку пензионери, кој ги издржува, од каде доаѓаат тие нивни плати? Ако имаме толку луѓе вработени во паралелни установи како нови универзитети, вон универзитетот Кирил и Методија, ако имаме нови академии, филмски и секакви од различен тип, нови вработени кадри, од каде доаѓаат парите, кој тоа го финансира? Дали некој воопшто се запрашал во земјава од каде доаѓаат парите, дали тоа некого го интересира? Очигледно не. Народот му е важно на први да ја добие платата, дали е 200 или 250 евра, не е битно. А какво е задолжувањето и до кога тоа ќе трае, никој не знае. Да ве вратам во политичко филмскиот кадар на македонската реалност или на животот што го живеете. Застанавте за студентите како кастинг мајстор. Во кој миг ја почувствувате нивната енергија на искреност или инфилтрацијата на курентни идни политичари кои во таа шашма се бараат себе си или собственото место? Ете, тоа го рековте сега. Многу лесно се препознава автентична енергија и автентичен говор. Ја знаеме партиската реторика каква е и на едните и на другите. Не ги делам, сите имаат своја реторика и таа е препознатлива и влегува во ушите. 25 години ја слушаме таа реторика. Нема емоција, нема страст, нема потреба нешто да се каже, да се направи, туку е само една монотона реторика. Најднаш доаѓа една нова енергија. Доаѓаат деца кои се изразуваат многу поинаку, кои се исто така елоквентни, но на еден сосема поинаков начин. Луѓе кои во себе имаат страст, имаат енергија. И не само студентите. После тоа се случија неколку луѓе кои сами на протестите доаѓаат и сакаат нешто да кажат. Избликнува од нив потреба да го изразат, да изразат слободно својата мисла, да го изразат отпорот. Се препознаваат тие автентични крикови. Истото е и со СЈО, со специјалното јавно обвинителство, слушаме нов јазик. И луѓето сега наеднаш и левицата
доаѓаат нови зборови со различна енергија, елоквентни луѓе со одлични познавања. Тоа ни е потребно. Румена, цело семејство бужаровски професори бевте со студентските со своите студентски приврзеници или со студентската првобитна револуција. Она што ми остави впечаток е реакцијата на детето Бужаровски за гестот на таткото Бужаровски, на познатиот композитор Димитрije Бужаровски, која одби наградата на инаку основите на клиентелизмот што сега се формира како систем на културно вреднување. Зошто тоа ве поттикна? Ве поттикна како ќерка или како гест на интелектуалец кој прави дистинкција наспроти начините на купување на интелектуалниот и креативен ум? Во принцип го направив тоа, иако одамна татко ми го направи тоа уште неколку недели претходно, а и не му е прв пат да одбива награди или да повлекува дела од фестивали заради тоа што не се сложува со политиката на било која партија која што е тогаш на власт. Има направено така и за време на СДСМ и на ВМРО и слично. Меѓутоа сега сме во едно премрежје, во една огромна криза, во која што навистина молкот веќе почнува да се идентификува со злосторство. Тој едноставно не сака да се експонира. Јас решив дека јас ќе го објавам тоа што го направил, посебно после аболицијата, затоа што им треба поттик на луѓето. И мислам дека секој тип на јавно изнесување на вакво нешто, на дали на одбивање на награда, дали изнесување на свој став, во овој момент поттикнува и други кои што биле дали исплашени, дали купени, дали заспани, хипнотизирани, што и да е, во претходниот период. Сега, значи, би требало да се поттикнат тие да кажат нешто и да придонесат кон ова движење во кое што нели конечно ова лудило треба да згасне. И затоа го направив. Мислам, затоа јас го објавив и дали и вие го живеете животот како синоличка кога во колумна наместо да ги чуем културните вредности и анализа на културните вредности ја читам реториката на дневно-политичката и економетриската логика. Пари, буџет. Зависи од кого, мислам. Јас не ги читам тие ужасни колумни каде што може да се прочита таа реторика и веќе ми е, нели, тоа е како еден тип на воденица која што веќе станува досадна, која што е празна, во која што нема никаква суштина. Едноставно едно перење на мозок кој што веќе не функционира. А во новите колумнисти и новите гласови на разумот на денешницата, посебно меѓу младите, како што рече Синоличка, и оние кои што сега стануваат и се вежбаат да бидат политичари, многу ги во тоа ги поттикнувам. Сивеови луѓе кои одат на протести, кои што почнуваат да се занимаваат и со политика на известен начин. Кај нив е дефинитивно многу посвеж говорот и многу посвежи идеите, не само посвеж, туку генерално свеж. Така што да. Пред да се вратам на новата топонимија политичка, типот на хулигани, нихилисти, како што сега се јавуваат. Сакам воведот да го направам со Донка Барџија, универзитетски професор и еден од добрите познавачи на заштита на културното наследство. Ова слика ја гледате, таа е синонимот на актуелниот миг во Македонија. Она што го забележав како став, и тоа прилично одамна, пред речиси 2 години напишано. Целото културно наследство е во опасност, целото е загрозено. Македонија како држава најмногу е препознатлива по сакралното културно наследство, значи по нашите средновековни византијски цркви, кои што се антологиски дела и се буквално публикувани во сите енциклопедиски изданија каде се третира византиската уметност. Најзагрозени во моментот се токму овие бисери на византиската уметност. И одеднаш, наслов кој отприлика го вулгаризирам, ова што е Скопје не е културно наследство. Ова што е Скопје денес, не знам што е. На тоа не можам директно да ви одговорам, меѓутоа еден дел од она што е изградено во последните години, за жал, е прогласено за културно наследство. Тоа не е по принцип на вредност, туку искористен еден член од законот, екс леге, затоа што во тие објекти постојат одредени збирки кои што се заведени во инвентарни книги. Меѓутоа, начинот на кој што е направено тоа е навистина
мора да се каже, многу добро пресметан. И тие се вметнати новите објекти кои што добија статус на културно наследство екс леге со веќе постари реномирани институции формирани од дури од може повеќе од 70 години како постоење. И тука е, например, Музеј на град Скопје, тука е Музеј на Македонија, чии вредности не може да се оспорат, тука е архивот, кој што секако поседува збирки кои што се многу вредни, и наеднаш овде влегува веќе спомен куќата на мајка Тереза, тоа е објектот на Ангел Божиновски, и музеот спорниот на музеот на ВМРО. Да, па дефинитивно можеме да го кажеме дека музеот на ДПМН е повеќе, иако кратенката е во случајот злоупотребена, целосно злоупотребена, и веќе забележуваме дека се го чувствуваат како своји, сите настани кои што ги сметаат од значење за партијата се случуваат токму во тој музеј. Тоа е чиста злоупотреба, подметнување. Јас одамна кажувам дека точно е дека по нешто што Македонија е позната и не е само врвно наследство се секако византиските цркви, заради тоа што сме имале среќа најдобрите примероци од византиската уметност и во областа на иконописот, каде што ни е познатата збирка на галеријата на икони во Охрид, но и византиските цркви се сочувани токму во Македонија. Прочитав еден интересен твит, една интересна твитер реакција, мислам на Владко Васил, после условно кажам и шаренувањето на портата, кој рече многу се загрижени за портата, заборавите црквата во Курбиново од 13 век. Црквата, да, од 1191 година, од 12 век. И тука ја наоѓам и меѓу вашите паралели кои ги правите. Па ние, јас одамна реагирам лично, последните 4-5 година и како председател на Центарот за културно наследство, кој што е Сдружение на граѓани. Значи, овој текст е од пред 2 години, 2,5 некаде, непосредно после изложбата што ја направивме, на кој што презентиравме во каква состојба се наоѓа она што е наше автентично културно наследство. Не ова што сега се обидува да не го подмета дека е културно наследство. Токму она што е вредно. Оваа порта нема никаква вредност, туку е само сведоштво на коруптивните активности на мафиократијата. Да. Одеднаш дамите го имаат највулгарниот политички речник. Јас го преземам. Синовичка зборува за пари, за криминал, вие зборувате за мафиократијата. Тоа е енергија која се создава врз основа на професионални предизвици или на вашите перцепции како луѓе, како граѓани? Па едното и другото во случајов. Секој од нас во одредена област е професионалец. Сигурно не, за да можеме и апропо ставот на интелектуалците зошто молчат или не молчат, ја мислам дека не постои интелектуалец, а да нема свој став. Значи, може би некои и непотребно ги нарекуваме интелектуалци. Тоа е генерална моја оценка. Значи, мафиократијата го преземам од професорката Беса Арифи, која што тоа на најдобар можен начин го експлицираше. Инаку одамна говориме дека во оваа област во Македонија ни се она што во заштитата на културното наследство се одразува е резултат на општата состојба во последните 10 години кои што се случуваат во Македонија. Значи, тука не постои област која што е изолирана. Да се случува нешто само во таа област. Тоа е една целина и резултат на една општа состојба. И е прво професионална определба, бидејќи тоа го работам скоро не скоро, туку целиот мој професионален век сум посветена на заштитата на културното наследство, но и како граѓанин, затоа што тоа го чувствувам. И меѓу другото чувствувам што знаете, секој од нас, она што и Синуличка претходно го кажа, содржи во себе можност, начин да го перцепира и да го препознае автентичното. Значи, кога ќе ја погледате црквата во Курбиново и ќе влезете внатре, ви знаете дека е тоа вредност. И да не знаете кога е изградена. И да не знаете кој е тој кој што и онака не знаеме, мислам, не се потпишувале литографите, ви знаете дека е вредност. Знаете дека нерези е од исклучително значење. Ништо да не знаете, влегувате, доаѓаат странци, влегуваат и се поклонуваат на тој живопис. Ние нерези не успеавме да ја вметнеме на листата на светско културно значење.
Да стане, затоа што вредностите на нейрези се универзални. Наеднаш, многу нешта незавршени. Охрид ја сниживме категоријата од нешто што значи заштитен објект од УНЕСКО, наеднаш во однос на старото градско јадро, кое што е прави целината на градот, оди една категорија подолу. Сами си ја снижуваме. Дали ова борба на моја повелете си? Сакав да се надоврзам апропо вашиот коментар за тоа дека се користиме сосема друга реторика од она што ни приличи, нели уметност, љубов, фантазија. Јас сметам дека ова не е време во кое треба да глумиме нормалност и да бидеме фини. Јас сметам исто така дека и ова што сидиме овде сме премногу фини и дозволуваме премногу еден нормален тон на однесување, а всушност нашата земја и се околу нас е во една страшна хистерија. Да се задржи нормалноста, да се задржи блискоста на тоа што јас сакам да го работам и да го задржам тоа како порив и како потреба е просто невозможно. Јас се борам за својот простор, значи јас се чувствувам како човек што е во самоодбрана. Ова недела остава впечаток една трибина каде што дури имиња се спомињани на познати авторитети, не ги зборам интелектуалци, туку креативни личности, зашто молчат, зашто заземаат позиција на исчекување, на лукративност и така натаму. И не ги спомињам сите поред, бидејќи тие веќе се на одреден начин анатемирани и предизвика лавина на Facebook реакции. Но она што ми остава впечаток е еден текст кој го најдов изјава на Ферид Мухич на едно веќе 4 години традиционално прашање зошто интелектуалците молчат. Мухич за Дојче Веле вели: кризата на јавниот ум значи криза во општеството и под прашање ги става професионалниот и моралниот интегритет на интелектуалната сила на академици, научници, професори и уметници. Македонските интелектуалци обично стојат во сенка на настаните, но и зад партиските микрофони. Немам прашање, и речи си е невозможно да Ферид Мухич да го коментирате, но имам интригантна теза, а тоа е нешто што мене ми се чини дека има поместување. Ми помина, како се вика, се најажив при текстот што денеска го прочитав информација, и тоа го соопшти во вестите, дека на фестивалот на Монодрама во Битола синоќа, на представата на речениот Александар Морфов "Животот е прекрасен", на репликата од актерот Емил Рубин, во која вели "Власта ја уби интелигенцијата", целата публика аплаудирала. Дали е тоа енергијата која детектира фактичка состојба или стимулира реакција? Божаровска од вас. Дефинитивно се работи за една автентична енергија која што се виде и вчера на представата. Би сакала и пред тоа само да се надоврзам на ова што го зборувавте и за речникот и за што рековте дека можеби жените сега користат највулгарно се изразуваат. Ова е исто би се согласила, не е вулгарност, ова според мене и е зауздано однесување во однос на тоа каков гнев имаме и како цело време сме ние всушност понижени интелектуално и на секаков друг начин. Значи, зборуваме за години и години на понижување и на буквално мачкање очи, каде што цело време ние треба да глумиме дека се е во ред. Мислам, неверојатен безобразлук, кој што уништување на нашите животи од секоја сфера, и професионална, и лична, и секако. И сега доаѓа до една катарза, и затоа се случило ова вчера на представата, затоа денеска и во Битола исто така, каде што има еден дух многу бунтовен. Тие и веќе со години многу интересни графити пишуваат низ градот, имаат различни типови на вакви герила акции. Тука се гледа моментот како луѓето едноставно име преку глава од себе ова и конечно станува збор за една, значи зборуваме за 10 години молк. Ние после 10 години молк конечно не ни е страв веќе да ракоплескаме на некоја ваква реплика. И тоа е автентичноста на ова. Значи нема враќање назад. Преска тоа го зборувавме. После оваа точка каде што едноставно речи се сите
проговорија за стравот во кој што живеа и за незадоволството во кој што живеа сите овие 10 години, нема враќање назад на една точка каде што да, сега ќе се помириме со сиот абсурд и сиот криминал кој што ни се случува. Мерџија? Па согласна сум целосно со би сакала сам уште нешто да додадам во однос на оваа нова енергија сега. Меѓутоа морам да бидем и самокритична и јас лично и мислам дека треба се обидеме, сите бар, да се обидеме да бидеме самокритични, дека премногу доцна реагираме на состојбите. Сигнали имаше, појави и наговестувања имаше, не се случи се наеднаш, иако беше однапред испланирано. Јас исто ги наслутував некои работи, меѓутоа не можев димензијата до крај да ја откријам. Дури и сега, кога мислам дека работите ми се јасни, сметам дека се уште не чекаат изненадување. А во таа смисла ние не сме биле доволно будни, не сме ја следале добро ситуацијата, затоа што може сме погрешиле во смисла на тоа што сме мислеле дека политиката е работа на политичките партии. Не. Затоа што живееме во држава и во општество каде што суверенитетот почива на граѓаните. Доцна го разбравме токму, ја разбравме моќта на граѓаните и тој факт дека токму нашиот глас е тој кој што некому ќе му обезбеди дали и како ќе владее. И дека тоа може и брзо да се менува. Значи, постојат начини, ние не ја користевме формата на реакции и на протести, а ова што сега се случи, мислам дека се случува и благодарение токму на младите, затоа што младите не се оптеретени од многу работи кои што ние како багаж и го носиме, го имаме, и сме од многу нешто оптеретени, многу често сме спремни да калкулираме со тоа што и како би било ако во одредена ситуација реагираме. Младите со нивните идеали ја предвижија се тоа ситуација, меѓутоа она што мене ме воодушевува и ме радува и ме охрабрува, а тоа е чувството за правичност и правдолюбивост која што е присутна токму во протестите на луѓето што учествуваат во шарената револуција. Значи, говорам за нив и надежта токму тука почива. Значи, еден дел од народот веќе поинаку гледа. Дали е тоа некоја нова македонска крвава свадба? Дали овој налет на младите е избликот на нова свест, нова култура, дури герила култура и така натаму? Дали е тоа нешто што може да се трансформира во позитивна енергија? Ова беше неминовно да се случи. Ова беше неминовно. Ке беше се поинаку доколку премиерот, кога излегоа првите бомби, излезеше јавно на телевизија после сите страшни работи што ги имаше направено во тие 8 години и се извинеше на јавноста. И се повлечеше и ги повлечеше сите луѓе. Тоа ќе беше сосема една поинаков развој на настаните и не знам дали денеска ќе бевме овде. Ќе оставеше господинот премиер простор за да се спаси во еден момент. Тој дојде во ситуација, јас тврдам дека е така, да чека кога ќе падне крв на улица, затоа што тоа е неговиот единствен спас. Јас не мислам дека и тоа е во нормална состојба. Мене ми е многу жал за него. Јас тоа морам да го кажам сега јавно, дека ми е многу жал. Тој е во страшен кошмар. Тој човек има страшен проблем. За да ја доведеш до овде, сопствената земја, својот народ, да ги доведеш брат со брат на улица да се колат и да се тепаат, ти мора да имаш страшен проблем. Позади него стои ешалон луѓе, кои исто така не спијат. Јас ги велам медиумски дризли. Луѓе кои секој ден рециклираат живо месо. Кои крстат луѓе предавници, хулигани, ороспии, сороспии, курви, лесбејки. Имаат контейнери. 8 години, 9 ги градат контейнерите во кои сместуваат луѓе. Ова е геноцид.
И затоа сметам дека на тој човек му треба некаква помош, дали медицинска помош, дали психијатриска, но јас сметам дека тој е во тежок кошмар. Поштовни гледачи, разговарам со 3 дами кои имаат свој интегритет во професионалниот и професорскиот ангажман, и сега ќе се искористам можноста да ви се извинам за овој кокни што ќе го потребам, ме потегна синоличка со јазикот. Кога за жена ќе се каже шарена е, нели? Обично се мисли дека е проститутка, нели? Меѓутоа, кога за политичар ќе кажете дека лаже, дека краде, тоа се во оваа Македонија стана доблест. Зошто? Станува збор за морални категории. Слушав Синоличка, она што го говори, тоа е веќе морална категорија со која раскрстиле претходно луѓето чии гласови ги слушавме во бомбите. Значи, првата работа што треба да се направи за да го направиш криминалот е да ја потиснеш совеста и моралот. И тој не бара помош, сега века нема помош, апсолутно она што ние овде се обидуваме да му укажеме и да употребуваме морални категории е безпредметно, затоа што не допира до нив. Апсолутно не допира. Кај одредена група на луѓе, знаете како? Дори кога ги одбираме пријателите, ние се препознаваме по вредностите, по нашата структура, по нашиот интегритет, по тоа какви личности сме, така и се препознаваме. Јас верувам дека оние кои што сега се уште се борат и мораат, тоа им е единствена можност да реагираат, да се борат до крај, не смеат да попуштат, затоа што се знае кој е, каде ќе завршат и што ќе следи. Сите што ги поддржуваат се препознаваат токму во криминалот. Во тоа во спремноста, да се посегне по нешто што е туѓо, по нешто што не е твое. А зашто криминалот стана заеднички именител? Да, токму затоа говорам. Затоа што тоа е инсталирано веќе, инсталирано како систем. Румена, дали... Надоврзам само исто, мислам дека апсолутно име гајле. За што зборуваме и права... Дека, мислам дека нашите морални восклици кон нив, нели, во однос на тоа, дали тие да се подобрат, или кога им зборуваме колку тамари убиле, и кога го нарекуваме Тодоров министер за смрт и слично, мислам дека воопшто тоа не допира до нив. Они се шетаат по улици, како ништо да не се случило. Мијалков и Елизабета Канчевска се отидоа... Месец дена дека се у нокдаун и дека веќе и кога се шетаат... Они се отидоа на балет, значи се случи убиство, или како што се нарекува самоубиство, сега да не речам, не знам зашто станува збор, и многу долго никој не знае зашто станува збор, што е исто така екстремно необично. Зборувам, нели, за минатата недела кога беше застрелан дали сам или некој друг, нели, сведок на Коста Крпач, сведок на специјалното јавно обвинителство. Следниот ден, нели, гледаме фотографија како Мијалков и Канчевска си одат онака гушнати на балети, тоа као фраери некои изгледаат, значи воопшто како мува да не ги лази. Така што мислам дека они се всушност како да се оперирани од секакво чувство на одговорност. Единствено нешто од кое што можеби се плашат во овој момент е она, нели, дали ќе одат во затвор, дали ќе можат да се ги заштитат парите кои што ги украле сиве овие години. Не мислам дека тие нешто патат, оваа крв, они не ја гледаат како крв, ова што го гледаме позади. Како перформанс, предполагам. Да, или како уништување на нешто што тие, мислам дека дури се замислуваат дека тие навистина нешто вредно изградиле, што се однесува до Скопје 2014, која што е всушност и капислата на гневот на сето ова што се случува денес. Мислам, тоа не е причината, но на известен начин е и поводот, бидејќи е најочигледната лудост и криминал која што се случуваше во последниве години. Не, да потроши 600 милиони. У секоја нормална развиена држава ќе биде предмет за референдум, а не за стручни дебати изо. Меѓутоа, Румена, сакав да издржам оваа теза на мојот вулгарен пристап. Кога пред година дена разговарахме лежерно околу твоите творечки потенцијали со раскажувањата, тогаш... Или раскожување, и тоа е интересно. Тогаш го нареков некој македонска јонг. Дали сега чувствувате дека оваа социјална патологија
би можела да биде предизвикувачко творештво за курвиството во политиката? Тоа е, морам да кажам, исто прашање на сензибилитет, но одамна веќе, Македонија одамна е тема за сатира. Со тоа што ми се чини дека тоа навистина што ни се случи е сатирата и многу е тешко врз база на ова што се случи, тоест врз база на Скопје 2014 да измислите нешто уште поапсурдно, но дефинитивно ова е историски момент за Македонија кој што сум убедена дека ќе биде тема на многу драми, на многу романи и не на поезија секако, меѓутоа затоа што поезијата обично не е на таков начин ангажирана, иако може да биде, но ми се чини дека да, ќе биде дефинитивно инспирација за интроспекција во однос на она што во однос на всушност историското значење на овој период. Синоличка? Има предизвик творечки? Зошто, например, филмаџиите бегаат од една ваква... Па не можат пари да земат сега. Од една ваква Македонија. Мислам дека за да се создаде вистинско дело треба да има и дистанца малку уметникот. Значи треба да ја доживее, да ја преживее, таа да се складира како виното, нели, додека е брливо, има друго, ама кога ќе отстои виното, има поинако вкус. Така е, предпоставувам и со творечкиот импулс. Ама и Божеле се пие кој е рано, така да. Не е тоа... Но има еден друг начин. Добро. Јас, например, сега во моментов работам нешто што нема никаква врска, директна врска со моите студенти со сегашната ситуација. Работам исклучиво на љубов и еротика на филм. И се обидувам да ги разбудам сетилата на љубов, сетилата на еротика, сетилата на допир, она што нам како луѓе ни недостасува, особено кај актерите. Мислам дека тоа е исто еден вид одговор на оваа ситуација. Зашто јас не можам да се бавам 24/7 како нашите во владата со ангажирана уметност. Затоа што ние работиме преку ден, вечерта одиме да протестираме, нашиот ден е преполнет, но љубовта е единствениот мотор кој може да регенерира. Ако не почувствувате љубов, особено во уметноста, уметност има многу врска со љубов. Ако не ги почувствувате тие емоции за кои нели власта е некадарна нити да ги почувствува, нити да ги види, но јас сметам дека сепак длабоко некаде во нив стои нешто така, на тој начин се регенерираме. Ние сме луѓе, нам ни треба енергија, ни треба интеракција, ни треба повторно да излеземе, инаку ќе се исцедиме во таа ангажираност. Ако мислите дека оваа ангажираност ја враќа љубовта, да речем условно, или се И обидувате... ја враќа љубовта. Зошто контрапротестите се синоним за омраза? Контрапротестите се синоним на глупост. Мислам дека сакав баш токму и на таа тема да кажам. Ова се сегашниве протести се многу автентични, поривни. Доаѓаат, излегуваш од дома и знаеш точно зошто одиш и каде одиш. Чувствата меѓу луѓето се взаемни. Секој точно знае во секој миг да го прашаш зошто е тука. Контрапротестите, мене ми е жал исто така за тие луѓе. Тие луѓе се насила вадени. Знаете дека тие луѓе веќе немаат сила, снага, енергија ова да го поднесат. Тие веќе не знаат зошто излегуваат. Се јавува и отпор таму. Прашање е кога, јас мислам дека таму ќе пукне бомбата, најголема. Кога на тој човек кој вработил 10, па вработил 15, па му се заканувале, па уште еднаш му се јавувале, ќе му пукне филм. Затоа што не се издржува тоа повеќе. Колку можат да издржат? До кога ќе излегуваат на контрапротести? Нема потреба филм да му пукне. Ќе му пукне чекмечето со ова галопирачка можност да се нападне денарот, да се зголемат каматите. Луѓето Еве каматите се зголеми, а денеска слушнавме повторно го користам вулгарниот речник. Не, тоа многу 0,75 и демек лежерно и ефтино помина. Кредитите како ќе ги плаќаат? И мислам дека тоа е местото каде што исто така ќе пукне. Тоа е вистинското место. Што на луѓето им е преку глава. Што брана? Тие не знаат зошто се таму. Поштовани гледачи, разговарам со познати економисти, политиковози, сатиричари. Не. Разговарам со 3 дами кои имаат перцепција за искажување на својата критичка мисла. Синоличка Трпкова, Румена Бужаровска и Донка Барџиева Трајковска остануваат инато во студиото. Се враќаме за неколку минути насад. Шарена револуција поради гневот владините црнила.
Црвенеат спомениците од лудоста на владата. Нихилисти и хулигани, одговараат сендвич протестантите. Деградација на политичките елити, пишуваат колумнисти. Дали не поклопи колаборационалната тишина? Докаде ќе оди деградацијата на социјалниот амбиент? Како се формира психологија на молки страв? Кој, како и кога ќе одговара за криминално здружување? Синоничка Трпкова, Румена Бужаровска и Донка Барџиева Трајковска. Имам срце, не го чувам у замрзнувач, имам мозак, во глава ми е, не ми се седи во тегла. Ми остав впечаток ова интимна детекција на Јана Јакимовска од Фейсбук објавена на 3 мај. Тоа ме предизвикува вас да ве прашам. Дали сме во зачеток или ја совладуваме психологијата на молкот? Или натаму, како што Синоличка велиш, чека да најдам каде се сум те пронашол. За молкот? Да, интелектуалците во Македонија се во сенка затоа што се или се со ордата или си интелектуалец. Значи изборот е орда или интелектуалец и став. Кај сум го кажала тоа? Извини, ама не можеш да се сетиш, бидејќи сум извадил 2013 година. Да, еве една интересна паралела ќе направам. Пред известно време Канго добил 9.000 евра субвенција и направи песна човекот и добро сакав да кажам апропо се тоа. И човекот си доби и си излезе си кажа, тој е човек што цел живот прави музика, си верува во таа музика и тој мисли дека е европски музичар и ги частеше луѓето, мислам, сосема најнормално си реагираше човекот. И мене тоа не ме секира и не го привлекуваат нашите критики или тој не знае зашто ние го исмејуваме, тоа што мене ме мачи во овој момент е токму молкот на академиците, на интелектуалците, на професорите, на деканите, на ректорите, на докторите на науки, затоа што во таков случај можам слободно да кажам дека Канго е доктор на науки за нив. Јас ја гледам сосема обратно целата ситуација. Бужаровска. Канго, со Канго беше, не знам. Канго има добиено 2 годишни плати за таа една песна од 3-4 минути, која што е комплетно абсурдна. Тоа се наши пари. Тоа се буџетски пари. И не е ова прв пат. Не, кога се работи за символиката на Канго, без оглед на естетските вредности на музиката и на тоа што тој автор и музичар го проживеа по патиштата, може би и заслужува да му даеш, но не заслужува да ја објавиш ако нема некакви музички вредности. Но кој седи во таа комисија и кој доделува такви пари и зошто постојат такви субвенции, која е нивната цел и каков е резултатот од после? Па целта ми се чини е имено такви луѓе понатаму се купени со тие пари. После Канго ќе пее за ВМРО ДПМН уште со години, како и другите што се од естрадата. Така што има причина зашто им се даваат такви субвенции кои ги добива. Од друга страна имаме врвни естрадни звезди кои што пеат. И кажале ли нешто? И не излегуваат. Излезе Христина Арнаудова пред некој ден, пред некое време, всушност зборуваше на еден од протестите. И излезе Владко Стефановски, мислам, тоа е навистина во интервју. Во интервју, да. Треба да засвери со нас. Јас вага реков, имаме богови музичари, имаме богови филмаџи, имаме богови писатели. Малку нека се симнат на земја, нека пропешачат со нас по шарената револуција да ги фати маја, мислам, и тоа има една друга символика. Мислам, боговите не мора да паднат на теме, можат и на нозе да дојдат и со нас да пропешачат. Затоа што и полукажаното не е кажано. Не можеш до кога ќе држиме сега средина и до кога ние нема да се одлучиме, затоа што се ова бурни времиња во кои не знаеме што ќе стане. Како не знаеме што ќе стане? Имаме крволочен звер на улица кој го штити полиција и ние не знаеме што ќе стане, ќе ни изеде. Мислам, толку е јасна работата. Не знам како луѓето тоа не можат да го видат. Дали оваа психологија на молкот спаѓа и перењето на мозокот за новата историја во Македонија, која е абсурд за една антика со нова македонска историја? Тоа е еден феномен. Токму ова што ни се случува во врска со историјата е феномен невиден на овие простори, ако
90-тите години на просторот на поранешни државите од Варшавскиот пакт, така наречен, од Источниот блок, имаше некои навраќања повторно кон историјата и некои романтичарски идеи, меѓутоа кај нас многу задоснето се јавуваат сега и е тоа нешто што навистина заслужува самиот чин, самата храброст на партијата да понуди поинакво гледање на историјата наспроти она што треба да се го работат институциите, за што се и основани, е криминал. Самата храброст и смелост и воведување на идеологија, ние на партија не сме да се занимава со тоа апсолутно, а ние видовме кој е креатор. Најстрашното од се што се случува со новата историја што се обидува да ни ја подметат е поделбата на македонското ткиво, сега не го говорам тоа како народ, туку како нација. Затоа што како народ секој и делови од народностите или малцинства си ја знаат собствената историја и ние сме како држава должни како политичка категорија, тогаш имаме политичка конфронтација. За тоа говорам. Значи сега македонското ткиво е конфронтирано, поделено. Никогаш не било толку поделено како што е сега. Сега е просто неверојатно, еве, например, ние се декларираме и самиот поранешен премиер и врвот на партијата како демохристијанска партија, забележавме дека кога оди во црква, тоа претходно го најавува, нели, па новинари снимаат кога он пали свеќе и што прави, вика не навлегувам во тоа колку он верува или не верува, но традиционално сме ние православна држава со православна исповед. Например, некои православни традиционални вредности. Не говорам за повисоко ниво на вера. Значи, за она што нас не чини препознатливи. Наеднаш сега, еве, тие луѓе кои што одат, просто е неверојатно како не ги забележуваат работите. Пред Свети Димитри е споменикот на Филип. Јас не сум чула дека Филип бил православен и дека е поврзан со православието или со христијанството. Ке се помрднат понатаму, па ке е споменикот на Александар Македонски. Исто не ми е познато. Јас се сметам за познавач на христијанството и на византиската уметност и култура воопшто, меѓутоа такво нешто не ми е познато. Не знам дали како тие свештеници и тие верници кои што се декларираат дека и одат на празник, нема некој кој што не влегол од било кои причини сега пред Великден, не влегол во црква, истовремено се поклонуваш на пагански владетели, кои што верувале во сосема други богови, и да велиш дека се држиш до традиционалните православни вредности, она што ја прави нашето општество препознатливо, иако има нели и други. И тоа е таа поделба на веќе не се ни две страни сега се многу страни. Ние сме поделени како народ на многу страни и го губиме она ткиво на заедништво кој што овозможува постоење на држава. Околу што ќе се обединиме ние како народ за да можеме да ја направиме државата, бидејќи државата ни е веќе руинирана, односно распадната. Ке треба одново да се обединуваме. Заедништвото го нема повеќе. Тој дух на заедништво е едно од најголемите зла. Теза морам да ви ја спорам. Мислам дека државата не е руинирана. Македонија постои и сега тоа малце патетично делува и реално ќе остане држава. Руинирани се институциите. Па да, кога ги немате институциите, немате ни држава. Ама тоа не значи дека кога држава ќе се распадне, тешко се создава нова држава и институции. Го знаеме дека е тоа така. Ама институциите релативно брзо може да се, да речем условно, реновираат доколку има волја за промени. Знаете си, тешко. Да, тоа сакам да кажам. Многу тешко. Ние немаме политичка криза. Ние имаме етичка и морална криза. Ние имаме културолошка криза. Криза на идентитет кој што се создаде уште од самиот старт на нивното владење, зборуваше Унковски вчера за тоа баш на ова трибунус, како се вика, цивилис. И тоа е всушност ресетирање, еден вид на ресетирање на меморијата, ресетирање на историјата и создавање тотална комплетна збунка, која што при тоа е комплетно необразована, не е основана на научни факти, основана е на митови и ова е прекрасен пример, еклатантен она што се случува на плоштадот пред црквата Свети Димитрија. Имате вие свето паганско тројство. Филип, Олимпија
и Александар. Мислам, Канго. Тоа е всушност и неговата суштина, затоа Канго добива субвенции. Се работи за величање на едно комплетно непознавање на работите, правење неписмени митови. Така што кризата на идентитетот ќе остане, јас не знам како ќе се справиме со неа. Меѓутоа ми се чини дека оваа шаренава револуција и целокупниот концепт зад неа, дека ние всушност обединуваме разлики, и затоа исто така се нарекува шарена, е нешто кое што ќе придонесе кон надминување на сите тие страшни разлики и поделби кои што се создадоа во изминатите 10 години со помош на институции како што е на пример МАНУ и универзитетите. Тука има од таму излегоа квази научниците. Има една ситуација која Влегоа квази. И молам, кажете? Влегоа квази научниците. Да. Тоест, да, точно. Има една критичка обсервираност на шарената револуција околу така наречениот вандализам, нели, со нападите на портите и шарувањето и така натаму. За нападот на канцеларијата на претседателот малце подоцна ќе зборуваме. Суштината на прашањето е овде имате одредена каптажа на нов дух. Наспроти ова сендвич револуција, да речеме, или контрапротести, каде што имате каптажа на партиски послушници. Можат ли тие да се прелијат? Или вистина ќе има демаркација на која ќе бидат поставени разни структури? Историја нова, безбедностни, полицајци нови, едни наспроти други и така натаму. Синоличка? Ова е сложено прашање и јас не можам да предвидам ништо. Поделбата е очигледна. Значи, поделбата е во секој сегмент и во секој сегмент од нашето живење. Значи, не сме само партиски поделени. Ние сме во институциите поделени, ние сме во театрите поделени, ние сме било каде да влезете, полицијата е поделена. Значи, ние сме во еден раскол во моментов. Несигурноста и незнаењето ги тера луѓето да седат и да чекаат повеќе отколку што да делуваат. Јас имав разговор со некои луѓе од полицијата, велат, и што после? Еве ќе дојдете, и што после? Не, ние ќе дојдеме. Сметам дека оваа мафијашка власт треба да го добие тоа што го заслужува. И тоа треба да се случи. Треба, можеби, да постои техничка влада. Ова сега јас сум лаик, не сум повикана за тоа да зборувам, но ете ќе кажам што јас мислам. Но ако им кажете кој да биде во таа експертска влада, не може тој е премногу валкан, тој било таму, значи секој пат постои сомнеш кај луѓето. Можеби треба таа експертска влада да биде однадвор, ама да не биде однадвор да бидат странци, туку да биде некој наш човек или некои наши луѓе кои се одамна заминати во диаспора и кои знаат што е демократија и кои се многу умни и кои се, како да кажам, отидени токму од овие причини што нам сега ни се случуваат и ги преживуваме. Може би постои такво едно јадро да ги повлечеме наваму. Ако се исклучат овие научници на екзактните науки кои се светски афирмирани, ја мислам дека не постои луд човек што светот се афирмирал и ќе дојде Македонија да исправа криви дрини, како би рекле. Зошто ако тие веќе направиле една голема кариера и зошто тие луѓе ако се демократски свесни, ако имаат енергија, не би го направиле тоа за својата земја? Јас мислам дека не сум сигурна дека добри, можеби би биле одлични како експерти, меѓутоа имам мал проблем со целокупното, со начинот на кој што диаспората, зборувам за оваа интелектуалната диаспора, некогаш ги наметнува своите ставови тука. Ние тука живееме во едно многу тензично време. Нонстоп сме на улица, станавме гневни, неодговорни, ни се смени комплетно внатрешноста. Значи, јас не можам да се препознаам во однос на тоа каков гнев имам и какви мисли ми доаѓаат секој ден заради ова што се случува. И сигурна сум дека кај другите е така. Не сум сигурна го гледам тоа кај луѓето. И не се тие луѓе тука доволно за да можат исто така и да ги препознаат и културните, да речеме, нијанси или нишки кои што тие ги изгубиле во времето кога биле отсутни. Така што имам страшно сум оптимистична дека во Македонија има одлични луѓе и одлични експерти кои што од патриотски и слободолюбиви причини не се заминале од тука
и кои што би можеле да учествуваат во една ваква техничка влада. Не верувам дека сите се корумпирани. Да, и јас исто не верувам, но ги гледаме секој ден, тие се внатре влезени. Јас добро, во секој случај дека имаме многу умни млади луѓе, сега ги споменавме пред малку. Не го исклучувам тој момент, но исто така ни треба и некоја дистанција, ни треба и ладна глава можеби во моментов, затоа што ние сите сме влезени во една цела машина за мелење месо. Треба некој да помогне да се направи дистанца. Да му се довери некоја... Сончица, дали не мислиш дека... Синоличка, дали не мислиш дека со увозот, да речем, на политичари, на умни луѓе и така натаму, де факто, може би, признаваме една детекција дека и едните и другите се исто. И дека овие што треба да дојдат на власт, ако падне оваа власт, дека се подеднакво гладни, како што народот вели, како што овие беа 2006 година. И тоа, како што вели, симни се еден да се качи друг. Кога се две кучиња скарани, Цезар знаеме што прави. Им посветува време, ги одвојува, му посветува, значи нас ни треба веројатно некој Цезар сега во моментов кој ќе може да ја смири таа ситуација. Не можеме веднаш да вадиме луѓе од истите места, затоа што имаме луѓе што се презаситени од едните, луѓе што се презаситени од другите. Мислам, многу е измешана работата. Не е лесно да се коментира и да се превзема одговорност на оваа тема. Но сметам дека треба да е некој што е барем со една дистанца од целата ситуација. Затоа што колку и да си внесен, секој се сведе на партиски. Пак е речете тој од партијата, пак е тој од партијата. А кај нас партијата не значи и држава, затоа што кој ќе кажеш партиски, штити партиски интереси, тогаш мислиш дека штити нечии интереси, а партијата шо е? Партијата треба да ги штити државните интереси, инаку зошто би постоела надпартиски? Кои се тие надпартиски интереси? Ние ги измешавме тие поими. Секоја партија си влече своји луѓе и тие луѓе, како да кажем, имаат и очекувања од своите партии. Ајде да довршиме тезата со оваа став. Дали овие кои треба да заминат, ќе ги заменат гладни, кои ќе бидат исти како перцепцијата на режимот што треба да замине, или веќе се создадени некакви стандарди во кои се ослободува една енергија на критичко дистанцирање од сите, да речем, условно при самата помисла и обиди на криминал дека може со тоа да владеат. Јас не би одела предалеку во анализи што во иднина, бидејќи имаме сега многу сериозен проблем. Имаме денешнината. Да, имаме многу сериозен проблем. Значи, она со што ние денес се судираме е она што треба да го разреши и да даде завршница специјалното јавно обвинителство. Значи, премногу нешта се случија во минатото и знаеме како оваа власт владееше и како владее се уште, кој што не е власт, реков е мафиократија, тоа е режим, ни за се начин, не е ни режим, бидејќи е толку исполнет со криминал, дури во режимите диктаторски има морал. Одреден степен на морал постои. Овде нема. Има правила на игра, нема морал. Па добро, па и тоа е нешто, барем работа на договор. Не е целосно лишен од морал. Исто така не се согласувам со тезата дека сите се исти. Тоа значи дека ние овде што седиме, дискутираме и за нас, оние што не слушаат, тоа е релативизирање и сметам дека треба прво да се создадат услови реално да видиме дали се сите исти. Значи прво нека се заврши овој процес. Нека доби разрешница, да видиме како овие владееле и како што направиле за нашата држава во изминатите 10 години, кој бил криминал и до кој степен криминализиран, да си одговара за своите постапки. Експертската влада, иако не сакам да се занимавам со тоа, јас меѓутоа сите сме во ситуација да размислуваме. Јас се занимавам со политика бидејќи сум граѓанин, што би се рекло активен граѓанин, и со политика се занимавам. Што би рекле политичко битие, нели? Да, па сите сме. Одам, значи за да можам да се определам за кого ќе гласам, јас морам да се занимавам со политика и во својата дејност со која работам, водам политика. Значи, најбитно од семје да се создадат реални услови и таа експертска влада, може би експертска, не знам како ќе се нарече, е неопходна да се создаде за да може да ги рестартира, што би се рекло, институциите. Затоа што, знаете, институциите се толку партизирани, таму веќе нема кадар, нема професионалци.
Државата почива на институции во кои што работат професионалци. Значи, јас најмалку го сакам и сум го посакувала специјалното јавно обвинителство. Сакам да живеам во држава во која што функционира јавното обвинителство кој што го имаме, професионално. Судот кој што не е корумпиран, каде што правдата владее и правото за секого. Сакам образование во кој што навистина се посветени професорите да направат кадар. Сето тоа го сакам, го посакувам, но ние тоа го немаме повеќе. Румена, значи, тоа е реалноста наша. Како три дами, мислите ли, каков е вашиот однос кон едни други три дами кои внесоа некоја новост и новина во Македонија, тоа се специјалните обвинителки? Дали е тоа што на почетокот Синоличка го спомна, нов речник, нов лик, нова реторика? Специјалните обвинителки се инспирација за многу девојчиња. Тоа ми е посебно драго, дека доаѓаат во едно време во кое што се потребни вакви личности кои што се гледаат, дека се едноставно фрштат од интегритет, од интелигенција и од високи морални вредности. Значи, тие жени изгледаат како да не може да ги корумпираш. Едноставно, во овој момент, такви личности се многу битни, не само генерално за сите, зборувам, ама супер е тоа што се случува исто од еден родов аспект, бидејќи не сме родово балансирано општество, преовладуваат некои застарени патриархални вредности и мислам дека е уште попозитивно што се токму жени, што патем кажано мислам дека не се од Скопје, така што и тие предрасуди кои што ги имаме во однос на тоа од каде доаѓаат известни луѓе од државата, дали мора сите скопјани да бидат најинтелигентните или најстручните во се, мислам тоа се страшно глупави предрасуди. И одеднаш имаме едни три елоквентни жени кои што зборуваат јазици, кои што не се плашат од ништо и кои што сум сигурна дека ќе имаат многу позитивно влијание посебно врз младите девојчиња. Синоличка Трпкова, Румена Бужаровска и Донка Барџиева во завршницата, така и како што почнеме со динамиката на коментирање на дневно-политичките и граѓанските состојби во Македонија, ЕПП и се враќаме назад за нешто што е нека нова патологија на политиката во Македонија, тоа е да се аболираат криминалци и од тоа да се прави имидж дека се спасува државата. Не затоа што се дами, туку заради тоа што и натаму продолжува со дискусија и надвор од времето во кое директно ја следите емисијата Топ тема, во која учествуваат Синоличка Трпкова, Румена Бужаровска и Донка Барџиева Трајковска. Права може би професионална грешка, но се определив на таков начин овие дами да говорат за како регистратори на личната и општествената хроника во Македонија. Не смееме да го одминеме Ѓорѓе Иванов. Многумина која така го насловив, ми рекоа дека не го почитувам претседател на државата. Јас мислам дека претседател на држава е институција. Меѓутоа, начинот на кој е изведена целата аболиција и неговата перцепција, како вам ви изгледа? Како некаква сакралност на умот или некакво негово лично убедување дека од паљурци треба да ги решава проблемите на глобално ниво во Македонија? Мојот став е дека една од несреќите што ни се случи е токму може да ја именуваме и како Ѓорѓе Иванов. За мене исто, претседател на држава е институција, тој е татко на нацијата, така и би требало да се однесува. Меѓутоа, она што го направи со аболицијата, покажа сосема нешто друго. Не само аболицијата, значи да ги заштити криминалците, не е возможно да не ги наведе делата. Да даде аболиција, да не каже за кои дела се аболицирали. Значи по бројки и за некои едни кои што може да бидат повеќе. Би сакала да имам претседател на држава во кој што нема да каже дека ги користи сите ресурси како претседател за да дојде до одредени информации. Тоа значи дека ако посака да дојде до информација до било кого за нас,
таа информација ќе ја добие и ќе ја злоупотреби. Во случајов ги добил и ги злоупотребил информациите. Во било која држава европска, цивилизирана, тој председател ни еден ден повеќе не би бил председател на држава. Прво, граѓаните не би го дозволиле тоа. И јас сметам дека имавме еден колега кој што многу често потребуваше еден многу интересен збор за некои луѓе, елементарна непогода за Македонија е токму Ѓорѓе Иванов. Протестантот Румена кој извикува оставка на Иванов. Каков однос има кон овој последен чин со кој практично Македонија влезе во најдлабоката фаза на кризата? Јас изгубив било каква верба во Ѓорѓе Иванов кога го потпиша законот за високо образование. И тогаш се вида за кого станува збор. Имаше тој претходно многу утки. Едноставно, кога се случи аболицијата, го нареков во еден мој јавен фейсбук статус субчовечко битие. Јас не можам да кажам дека не можам да во овој момент да речам дека јас сега треба да чувствувам некаква почит спрема овој човек. Зошто? Кога зборуваме ние, еве, денеска, 4 се во домашен притвор, од овие што со право ја рушеа неговата канцеларија, наводно, и тоа не сум сигурна колку е вистина, но сепак јас мислам не гледам ништо спорно во ова позади што се случува. Ама тие експресно се во домашен притвор, а овие што ја рушеа оградата на Центар, оградата на Центар, ЛГБТ активистите кои што беа напаѓани еден тон пати, еден куп други работи има кои што не се вандали, овие се хулигани. Не се вандали, никогаш тие спрема нив, нели, не може никогаш да се открие, никогаш не се води никаква постапка против нив. Ова е органски гнев. Направен сосема логично, кога едноставно председателот на државата, кој што инаку е правник, ја укинува правноста на државата. Всушност, после ова и после бомбите што ги слушнавме, во кои што се гледа дека се работи за предизборен тежок криминал, што всушност објаснува дека ниедна од овие институции, ниеден од овие избрани министри кои што ние ги имаме се всушност легални, се станува прашање, значи ние сме во ситуација каде што секое безредие би било и легитимно. А не да се ставаат во затвор 19 годишни, тоест во домашен притвор, се извинувам, 19 годишни демонстранти кои што органски го изјасниле својот оправдан немир спрема она што го направи председателот. Тоа за кој што јас го нареков субчовечко битие, беше мојот гнев поради тоа што сум била во женскиот затвор и имам видено какви жени таму лежат за криминал. Значи лежат заради тоа што украле диазепам или затоа што украле нешто. Значи зборуваме за жени од многу ниски општествени слоеви кои што нема кој да ги заштити. Тие бараа од него да ги аболира исто така и нив, и тој одби. Меѓутоа ги аболира најголемите криминалци во држава кои што имаат власт, имаат пари, имаат моќ. Некои од нив како Милијана Киевски нели 16 пати аболирани на начин на кој што е комплетно бесправен, како што ни објасни Апасиев баш тука за време на една топ тема. Сега не можам да навлегувам во тоа, меѓутоа верувам дека тоа е исто правно комплетно апсурдно и при што исто така сме свесни дека председателот, она што го кажавте вие, аболирал луѓе за кои што се води предистражна постапка, за кои што никој не би требало да знае, нели зошто се води предистражна постапка, и луѓе за кои што тој не ни објасни ниеднаш зошто се аболирани. Молкот на интелектуалците, нели, или на уметниците и на другите естрадни јавни личности не произлегува само од нивниот страв. Тоа е молк кој што е навикнат со години, кој што е всушност реакција на молкот на сите институции досега. Ниедна институција, но институциите досега не одговарале на нашите прашања. Тие нас не игнорираат. Секога еве како што е на пример ова со Ѓорѓе Иванов. И одговорноста тие не ја сноселе за работите. На ист начин и интелектуалците и уметниците и општо целата критичка јавност како да го рефлектира тој молк на токму оние институции и личности кои што треба да бидат најодговорни како што е нашиот председател. Во четвртокот пред интервјуто да почнам со гувернерот Богов, изразив личен став и тоа јавно го изразив. Дека низ прашањето дали председателот на државата со објавувањето на аболицијата на имињата и на достапноста на информациите затоа што е председател на држава не чувствува морална
Да не зборувам за друг тип на одговорност, за убиството на Коста Крпич. И за убиството на сигурноста на луѓето дека оваа политичка, правна, економска криза во која навлегуваме ќе има нормален тек на развој. Нормален тек на разрешница. Може би сгрешив. Туку јасно ги кажуваме работите и туку се јасни работите, дека имаме несреќа од председател, но за среќа, несреќата од председател не обедини во шарена револуција. Неговото аболирање, јасно и гласно на криминалци, исклучиво од власта, допре до секоја свест, допре до секој граѓанин. Сите игри што ги правеа порано, што ги планираа, што ги подметнуваа, не беа толку силни, освен неколку, нели, знаеме кога излегувавме, како ова одекна. Сите се разбудија. Председателот аболира криминалци на власт. А човек што украл 200 ќебапи, кмечи во ќелија. Па кој нормален човек би седел дома и би рекол, па ако де што ако ги аболира? Што е уште поабсурдно. Италијанската влада донесе решение дека за тоа нема казниво кривично дело ако некој земе храна од самопослуга затоа што е гладен или... Уште пострашно е што овие што контрапротестираат, протестираат исто против аболирањето. И протестираат да има избори. Тоа се две работи што и ние ги сакаме. Значи, сакаме избори, ама не сега. Еден убав сончев ден кога ќе се создадат условите. Значи, ние не бегаме од избори. И сакаме да нема аболиција. И трета, уште поперфидна работа е, некаде прочитав на интернет, не знам дали е точна информацијата, дека дури е формирана и комисија за аболиција на председателот. Во која седат одредени... За неговото аболирање. Да, за неговото аболирање. Значи, тоа се луѓе со звучни имиња. Ги знаеме кои се, нема да ги именувам, сите знаат. Зошто? По која цена би аболирале некој што аболира криминалци на власт? Сега, за крај ќе ви направам една провокација како палета на различни становишта, бидејќи без оглед колку сме ние режим и ова, сепак има се похрабри и на едната и на другата страна кои цврсто бранат становишта, дури секој од различни мотиви. Од слободарскиот дух на Бранко Тричковски ги прочитам еден став. Не треба да се бара повлекување на актите за аболиција, туку да се бара отстранување на еден лудак. Добро на повеќе лудаци, вклучувајќи го и лудиот шеф на лудакот. Тања Каракамишева со колумна. Лојалноста кон сопствената држава е врвна човечка вредност. Таа не може да се замени со друга, со слична, па не може ни да се спореди. Да се почитуваат граѓаните што се нејзин нераскинлив дел. Љубовта кон својата земја се искажува преку манифестирање почин кон татковината, борба за нејзина целовитост и така натаму. Кога ги читаме или кога ги читате, кој на каква платформа алудира? Мислам, овде нема платформа кај Каракамишева, не можам да кажам, бидејќи не ја разбирам, дури ни начинот на кој што... Добро, сега може би на моменти вон контекст, меѓутоа има уште други слични... Ни едното, ни другото. Добро, бидејќи помалку иронично она што го пишува Тричковски, така и помалку луцидно, тој така и пишува. Меѓутоа, ние не можеме како да не се повлече аболицијата. Веројатно ќе биде тешко и да се повлече аболицијата. Меѓутоа, најдобре да се повлече оној кој што ја направил аболицијата. Меѓутоа, кажуваат правниците, односно луѓе кои што се специјалисти во таа област, дека самата аболиција е нелегална, дека не базира на правни основи. Така да во некои други услови таа би била и невалидна и нелегална. Божановска. Она што го прочитавте, би рекла, еве, Тричко, како што зборував преска за вулгарноста нели на говорот, Тричко е еден од моите најомилени во моментов колумнисти, бидејќи на еден се обраќа во духот на ова наше време. Значи, со лудоста се спротивставува на еден еднакво луциден и интелигентен духовит начин, меѓутоа исто така без влакна на јазикот. А ова другото што го видовме, што го прочитавте кај Каракамишева, тоа се само едни празни флоскули, нели, за лојалноста кон државата, не баре ние, всушност ние сме тие што најмногу ја сакаме државата, инаку немаше да седиме и
да протестираме со денови, со недели, со месеци, да се плашиме, нели, за сето она што се случува околу нас, да се на известен начин самите изложуваме на закани и слично. А ова е лојалност на држава, тоа е типична една флоскула, нели, патриотизам, празнословие. Главната поента од колумната. Значи, само за шарените, покорност е работата. Над се и пред се е личниот, лукративниот интерес. Интересот на центрите на моќ, па 10 празни места, па се друго. И сите тие се луцифери. Се е тоа што тие кажуваат, всушност е тоа што тие се самите. Затоа што тие немаат друга перцепција. Тие имаат криминогена, морално корумпирана структура. Тој не може да свати дека ние излегуваме на улица да протестираме затоа што ние сметаме дека е тоа наша морална должност. Тој нема никаков морален интегритет, таа жена или други некои луѓе кои што ги бранат овие криминалци. Но како мислиме да им го вратиме интегритетот и да се случи некоја промена во општеството? Како ќе се променат тие луѓе? Тоа е моето прашање. Што ќе се случи? Катарза некоја ќе се случи? Ќе престане Каракамишева да биде тоа што е? Затоа што во сликовито објаснето гледаме еден здрав и луциден разум и еден мозок во тегла. Така се тие две работи. Како можете тој здрав мозок во тегла да го промените? Имаме многу луѓе такви кои се заглавени. Сетете се на Каракамишева пред 10 години. Добро, тоа... Оставката инаку на Иванов и тоа, јас не сум правник, но имам слушнато дека тој не смее да даде оставка затоа што е тоа доста проблематично. Може да се кандидира за председател, па може не знам што. Мора да се внимава и со... Не може да се кандидира за председател. Не, правниците тоа нека си го разгледаат затоа што тоа е сериозна работа. Може да даде оставка и тоа пак да биде... Јас мислам дека тие имаат унапред определено едно 6 месеци, знаат што ќе прават, па и повеќе. Значи да не ги подценуваме во монструозните планови. Тоа се доктор Менгеле и остала банда. Поштовани гледачи, имате можност да ги следите општествените сваќања, личните перцепции, професионалните детекции на моите вечерашни гости, Синоличка Трпкова, Румена Бужаровска, Донка Барџиева, Трајковска, сите универзитетски професори. Уште еднаш повторувам, она што на почетокот го реков, покрај овие 3 дами поканев уште 2 кои имаат различни погледи од нивните, во надеж дека ќе дојде до соочување на аргументи или на перцепции. За жал, нивните одговори одат на контото на нивниот став дека можеби не заслужуваме да го чуеме нивното мислење. Пријатна вечер, утре сте со Боби Христов. Ви благодарам уште еднаш.